Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на Отвореното студио, на уште една дебата во телевизија Нова. Времето во кое живееме е политичко и нормално е што речи секоја емисија посветена на политиката, особено на политичката криза, како дошло до неа, како да излеземе од неа. Но политичката криза укажавме во низ наврати дека има и безбедностни аспекти. За безбедностните аспекти во една од изминатите емисии говоревме малку повеќе, иако тие се комплексни прашања и се врзани една со друга. Денеска сакам малку да проанализираме какво е влијанието или каков е импактот на политиката врз економијата и обратно. Како економијата влијае врз политичките движења во Македонија. За таа цел ги поканив моите гости, господин Зоран Витанов од Асоцијата на македонски менаџери, така, добро погодив, и господин Сем Вакнин од New York Daily Sun. Добро вечер на. Добро вечер. Добро вечер. Витанов, слушнав дека некој генерално се договоривте ти повеќе да говориш за македонскиот дел од економијата, а Сем за глобалните движења, но мислам дека нема Сем така лесно да избега да проговори за Заговор е, заговор. Заговор. Не еднашка се укажало од низ аналитичари и економисти дека долготрајната политичка криза има влијание или ќе има влијание врз економијата, но граѓаните се чини дека се уште, или мојот субјективен став е дека тоа генерално не го чувствуваат толку енергично како што теоретичарите заговараат. Значи, дали ние се уште имаме ефекти врз економијата или ќе имаме доправа? Мислите негативни ефекти поради кризата? Да, поради кризата. Значи, дали политичката криза има негативен импакт врз економијата или се уште нема, а ќе има? Јас не се согласувам дека нема. Напротив, убеден сум дека има и тоа многу. Меѓутоа имајте во предвид дека макроекономијата кога ја гледаме, моменталната ситуација и тоа што се случува во моментот се рефлектира малце покасно. Тоа е како еден танкер. Колку покасно? Ние сме година и пола во криза. Добро, ама кризата се чувствува. Македонија не би се задолжувала со 1-2 милиона евра дневно, не би влегувала Македонија во толкави долгови ако тоа не е резултат на кризата. Каде се чувствува особено? Меѓу граѓаните или во бизнис секторот? И таму и таму. Се чувствува и таму и таму. Тоа не се гледа толку многу, затоа што граѓаните и онака се сиромашни и затоа што индустријата и онака практички ние ја изгубивме и ја немаме. А тоа е, значи, чувството не е исто како да имаш па да немаш, како што велат евреите. Нормално. Ние стално немаме и... Така, Македонија, да не забораваме, официјално, тоа се официјалните бројки кои што никој не ги спори, по стандард е една од трите најсиромашни држави во Европа. И се нормално е ти кога си веќе по сите по куповната моќ на граѓаните, по она колку заработуваат, која е просечната плата, која е не само номиналната, која е реалната плата, потрошувачката кошничка. Ние сме во трите најсиромашни држави во Европа. И сега кога си на дното, нешто кога те притиска од озгора, нема кај да одиш повеќе надолу и затоа многу не се гледа тоа. Се разбираш македонски? Да, се. Да, ние се разбираме. We coordinate everything before. Да, многу. Немој ќе мислат дека е вистина. Што се однесува до индустријата, исто така, Македонија има огромен дефицит во меѓународната трговска размена, што зборува дека Македонија и онака многу увезува, малку извезува, и нормално и тука сме ние на дното и затоа не се чувствува многу. Меѓутоа, реперкусиите сега удираат баш во задолжувањето. Сега Македонија станува од ниско задолжена, многу брзо и рапидно се шири во средно задолжена. Тоа е највидливиот ефект, но тој ефект не го гледат граѓаните сега, ќе го видат децата на денешните граѓани. Сем, дали се сложувате со ваквите квалификации визави официјалните бројки што македонската влада ги презентира, имајќи ги предвид извештаите на Светска банка, на други меѓународни институции, дека не е толку лошо, не стои толку лошо, како што еве некои економисти, аналитичари, како ви таму што говорат. When a country is in a political Кога crisis, земја е во политичка криза, постојат 7 димензии. Првата димензија е каде што најмногу се чувствува, каде што се чувствува веднаш, е заложбите за странските инвестиции. Странците се плашат да инвестираат кога постои политички конфликт. Добро, не го слушам, слушалки, не го сигурен. Се извинувам.
Значи, странците се плашат да инвестираат во земји каде што постои политички ризик, системот не е стабилен и не можат 5 или 10 или 15 години однапред да ги предвидат макроекономските ситуација со кои што се соочуваат во моментот. Странците се плашат да инвестираат, значи странските директни инвестиции ќе бидат првите знаци. Вториот е пристапот до меѓународните кредитни пазари. Не заборавајте дека Македонија објави во неколку пати, два пати во последниве 9 години еврообврзници. Значи пристапот на Македонија до меѓународните банки ќе биде многу ограничен сега заради оваа политичка нестабилност. Ова воглавно се монетарни прашања и проблеми кои што не влијат на граѓаните. Граѓаните не купуваат еврообврзници, ниту пак има трансакции со светските банки. На ниво на банки ова значи доколку самата влада се задолжува надвор, тоа би значило дека и внатрешно ќе се задолжи. Ке мора да позајми од банките во Македонија, доколку ги поземат овие пари од банките, тогаш банките нема да имаат финансиски средства да ги насочат кон граѓаните или бизнисите. Тоа би значило дека еден циклус. Значи, штом финансиските средства ќе бидат пренасочени, нема да може да бидат искористени за соодветните. Нема да може да се искористат за бизнисите. Значи, инвестициите ќе опаднат и ова ќе доведе до во период од 2-3 години, најчесто станува збор за период од 2-3 години, ќе доведе до пад на вработеноста. Значи, влијае врз трговијата, поголемиот број од трговијата се финансира со финансиски кредити, например, ситуацијата со Турција и со Грција, потребно е меѓусебни, доколку кредитирањето е засегнато, тогаш и банките ќе бидат засегнати, но во малку подоцнежен период. Доколку се појави паника, тоа би значило дека ликвидноста ќе биде засегната. Јас сметам дека ова не е ситуација која што сега ја имаме, ќе се случи малку подоцна. И на крај станува збор за девалвација на валутата. Сметам дека во овој период влијанието ќе биде врз способноста на Македонија да се насочи кон туризмот, кон меѓународната трговија и странските директни инвестиции. Како што Зоран кажа, нема веднаш да се почувствуваат. Немојте да погрешите, ќе се почувствуваат, но потребно одредено време. Кажам, треба да завршиме емисија, одговорите веднаш на сите прашања на кои што сакам да поразговарам. Ајде да јадеме нешто. Ова како изјава за дневник беше. Сепак, странските инвеститори се уште се тука, за обајцата. Не слушам дека се исплашени од кризата, дека најавува дека ќе заминат, дури владата најавува и нови странски инвестиции. Што значи дека ехото од кризата веројатно се уште не стигнало на глобалниот пазар на инвеститори. Јас делумно се согласувам со тоа, делумно не. Значи, имаме во Македонија, очигледно сега, тоа никој не го спори исто, верувам, има два типа на странски инвеститори. Едните кои што влегуваат под привилегирани услови и ретки кои што влегуваат под пазарни услови. И сега ако направиме анализа, веќе исчезнаа комплетно оние што влегуваат под пазарни услови. Затоа што, како што кажа Сем Вакнин, капиталот е плашлив елен. Кога тој ќе види дека некаде нешто шушка или не дај Боже, нели има уште поголеми ловџи се јавуваат, да не зборам, нели, штрајкови ваката, тој капитал бега од тука, нема зошто да биде, особено што има алтернатива во соседството. Овие што доаѓаат привилегирани, да ја кажам, во зоните, тие доаѓаат за да ги добијат бенефициите кои што привремено државата им ги нуди. Но тоа е, да не забораваме, на штета на државата. Државата очекува, и тоа не е лоша политика на долг рок. Државата очекува на долг рок тие да се задржат овде и потоа да останат овде. И јас таа политика не ја осудувам, нели, ако има таква стратегија. Меѓутоа имаме искуства каде што тие луѓе веднаш после завршувањето на привилегиите најавуваат или веќе се повлекуваат. Така да Зошто го прават тоа? Па затоа што интересот им престанал. Ние треба да створиме амбиент. Знаете, тоа е као некое цвеќе
кој што вештачки ние го држиме некаде во неприродна средина и додека вештачки му влијаеме, тоа останува таму. Кога ќе оставиме само од себе природно да расте, тоа ќе овене. Витанов, тие услови под кои они дошле, привилегирани, значи тие биле единствените на пазарот кои што ги прифатиле. Ако ги напуштат, мислите дека има субститут во регионот со такви добри услови, наеднаш се родиле? Зошто не би продолжиле понатаму? На краток рок они може да останат овде, но на долг рок тие ќе барат природни економски амбиенти. Македонија не нуди од неколку аспекти природен економски амбиент. Една е безбедносната ситуација, политичко безбедноста што сега ни се случи. Тука има и објективни фактори, не само субјективни. Меѓутоа, друга е субјективната причина во Република Македонија. Судството. Многу странски инвеститори кои што сакаа, се обидоа или беа тука под пазарни услови, се повлекоа заради тоа што судството е комплетно теледиригирано. Тоа значи дека на нив никој не им го гарантира капиталот. И јас лично имам разговарано со 20-тина, како консултант приватен, 20-тина инвеститори, особено во периодот кога работев merge and acquisition, кога имаше интерес странски компании да доаѓаат, не сакам да давам пример, имаше интерес кога една странска банка сакаше да купи домашна банка и одеднаш преку ноќ таа домашна банка дојде кај еден наш олигарх без никој да знае како и што и така натаму. Судството не реагираше тој капитал бега од Република Македонија. Ние имаме субјективни причини на кои што треба да влијаеме. И тие причини директно зависат од нас и буквално преку ноќ можат да се решат. Но се додека ние судството не го решиме, се додека не решиме таков амбиент во државата. Сигурноста на капиталот. Нормално, ако никој не ние не можеме да разговараме за нормални пазарни услови ако судот не ни гарантира собственост. Тогаш нема ни демократија, тогаш нема ни слобода, тогаш нема ни пазар. А сето друго е вештачки, привилегирано и привремено. Тоа е, јас ја нарекувам економија во тетрапак. Тоа е економија со рок на траење. На нас не треба самоодржлива економија, која што не. Ако имате реплика во ред, но уште едно прашање како додаток. Let me just answer something and after that, if you want. Зоран допре едно многу значаен фактор, посебно пет значајни фактори. Фактор број 1 е бизнис климата. Дали е лесно да се реализира бизнис, дали властите се достапни, дали постојат несигурности, значи генерално бизнис клима. Ова владава на Никола Груевски ја подобри бизнис климата во Македонија. Беше многу полоша пред да дојде Груевски на власт, но USAID неодамна објави пред неколку дена извештај во кој што вели дека повеќето од законите кои што со усвоени од оваа влада остануваат на парче хартија. Во реалноста е многу тешко да се реализира бизнис. Луѓето во различните позиции имплементираат арбитрарни закони. Не ги разбираат законите. Законите делумно се менуваат. Ова е став на USAID. Бизнис климата се уште е проблем и покрај сите напори на владата на Никола Груевски, позитивните ефекти се уште е проблем. Број 2 се институциите. Зоран ги спомена, кога инвеститорот доаѓа, сака да знае дека нема да има корупција, дека законите, ситуацијата ќе се реализира според постоечките закони. Она што по последниве неколку месеци се потврди е дека нема судски систем во Македонија, без разлика на СДСМ или ВМРО. Судството во Македонија не постои, имплементира одлуки на власта. Но ова е факт кој што многу ги заплашува странските инвеститори. Институциите. Број 3 растот. Инвеститорите доаѓаат доколку постои раст во една земја и се развива. Владата во Македонија економски развој. Владата вели дека Македонија доаѓа, дека Македонија расте, дека е втора во Европа. Всушност, во групата на земји каде што припаѓа Македонија, просечниот раст е 6%. Македонија припаѓа во земји кои што имаат среден раст. Во оваа група се наоѓаат земји кои што имаат 2 пати поголем развој од Македонија. Втора работа е
се ситуацијата во која што владата нуди одредени поволности, финансиски олеснувања и слично. Во овој аспект Македонија беше посебна, но веќе не е единствена. Сите земји во регионот го нудат истото. Србија го нуди истото. Украина го нуди ова, значи од Украина до Грција, Грција неодамна го промени режимот, сите го прават тоа што Македонија го правеше, пошто беше единствена. Освен што не е уникатна, но понешто и била уникатна. И земјите каде што, како што вели Зоран, бега капиталото или се движи во по-благопријатни услови, овој капитал на овие странски инвеститори, тие не случајно дошле во Македонија или во регионот, тие не инвестираат во Германија, значи тие нашата ефтина работа. Села бенефит што им ја дава власта, и да избегаат од Македонија, ќе одат во земја каде што сигурно исто така не е политичка стабилност или економска. Грција е, еве гледаме во каква ситуација. Во каде ќе оде, во Турција, во далечниот исток. Секаде што не се европски земји, постојат некои неприоритети кои што не се најмногу погодни за Не се согласувам да ја споредуваме политичката ситуација во Македонија со политичката ситуација во Грција генерално. Па и со полоша политичка ситуација постојат земји каде што има инвестиции. Македонија е во состојба на колапс. Она е што го дефинираме како пат на уништување. Косово е подобро од нас, да речеме, или Косово, или Србија. Не знам за Косово. Не зборувам за Косово. Зборувам за ситуацијата во Македонија. Пред 5 години, пред 10 години, Македонија ги намали даноците, овозможи пристап на странските инвеститори. Потоа беше единствена. Сега сите го нудат тоа, иста е основата. Територијално е во Европа. Да, во Европа. Во било која земја од Европа. Денес, сите земји во Европа би рекла дека политички и може би геополитички Македонија е на многу лош пат во споредба со изминатиот период. Не може да ја споредуваме со Грција. Грција има политичка и економска проблем во споредба со Европската унија. Не можеме да ја споредуваме со Турција. Нема развој, нема раст. Значи, зборуваме за 6% што е половина од просекот на земјите во оваа земја и 7% на потрошувачка. Македонија, ако гледаме, има раст 3%, што не е доволен секако. Ама ако влеземе во од кај произлегува тој раст, ќе видиме дека тоа е од вештачкото градежништво наметнато од буџетското трошење, пред се, значи државата се јавува како инвеститор, значи тоа не е природно исто така. И второто е од извоз на репроматеријали. Тоа е као да сме од 19 век. Македонија нема извоз на финални производи. Маржата расте во финализацијата на производите. Освен странските инвеститори кои што извезуваат, го креваат извозот, меѓутоа ние од тоа немаме ништо. Да. Значи, затоа дека аналитички ако гледаме, ние сме во многу сериозна ситуација и никој не се грижи за тоа. Ни опозицијата е свесна за тоа. Јас не сум видел ни една изјава на опозицијата на таа тема што тие би направиле. Ние дури во неколку семејства завршува. Сега не е популарно да ги именувам кои се тие фирми. Знаеме кои се извозници на репроматеријали. Нели? Ги има тука, ги има во Квадрци, ги има во Тетово. Тоа се неколку фирмички. И тоа е исто како да кажем во една зграда од 100 луѓе, имаме еден милионер кој што заработува 1.000.000 евра годишно, а сите останати влегуваме во долг од 5.000 евра годишно. Но во просек ние растеме. Тоа е ситуацијата во Македонија. Значи, и зградата има GDP, стандардот расте во просек за 3% на годишно ниво. 99% сиромашуваат за 5.000 евра и еден се збогатува за нови 1.000.000 евра. Добро. Значи, мораме да навлеземе во аналитички. Значи, ние немаме економска структура, ние немаме стратегија. Ние сме спонтани во макроекономијата 25 години. И ова не е грешка. Дури, како што кажува Сем Ваклин, јас се согласувам, Никола Груевски, особено 2006-2008. На вистина сериозно, таа влада беше максимално посветена во тој период на економска структура, да направиме систем каде што сега и тоа колабира, од кои причини сега можеме да навлегуваме. Меѓутоа 25 години е тоа така. Ние немаме стратегија. Јас исто така и друго сакам да потенцирам во тој амбиент. Ајде во другиот дел може на реклама да направиме. Може. Пак се вратиме на монетарниот дел исто.
Еве повторно во студиото ТВ Нова разговараме со Зоран Витанов и Сем Вакнин за влијанието на политичката криза во која Македонија подолго време се наоѓа и какво влијание има врз економијата, дали тоа се чувствува или не. Генерално велат дека се чувствува, но се уште не е во зенитот, дека тоа е долг процес и дека веројатно треба да очекуваме во некоја подоснежна фаза тоа и граѓаните, а и економските субјекти повеќе да го почувствуваат, што значи дека надлежните политички субјекти веројатно ќе треба да размислат што побрзо да најдат начин, да најдат компромис како да ја решат оваа политичка криза, бидејќи таа нема да има влијание само на една страна во процесот на кризата, туку врз сите граѓани на државата. Продолжуваме со оваа тема. Јас имам уште едно прашање до Витанов, бидејќи тука завршивме за структурата на македонската економија, дека со години од 90-та наваму, па и претходно, македонските бизнисмени се некако од она што го слушам на некој начин не доволно агилни да бараат нови пазари. Точно така. Врзани се некако за бивша Југославија, пошто времето на владењето на СДСМ наваму ниеден премиер не успеа да ги натера самите да креираат економија што ќе биде се заснива на нивните можности и стално очекува помош од државата без разлика која партија беше на власт. Дали говориме за таква структура и дали во вакви услови со право или по грешка можеби оваа влада се обидува да им помогне на начин кој што не ги остава да созреат и постојано ускокнува со помош до економските субјекти. Добро, јас би рекол дека владата треба што помалку да се меша во тие. Да. Владата треба да створи амбиент, да дае сонце, да дае влажност, а не таа самата да го одгледува цвеќето, да кажам. Мислам дека тој интервенционализам премногу е наметнат, како да кажем, е вештачки и многу често привилегира некои во однос на другите. Владата треба да остави малце по-либерално да се одвиваат работите. А македонскиот предприемач, вистина е тоа, е еден од предприемачите кои што имаат најмало ниво на самодоверба можеби во Европа. Ајде да ја погледнеме нашата индустрија. Ние не сме присутни од Ниш на север никаде. Од Ниш. Да. Ние викаме дека не знам пивара Скопје или да не набројувам. Добро, алкалоид ги има дури и во Москва, еве да речеме, вистина е тоа. Се мали. Јас сум но тоа се ретки. Имаме и такви, имаме и мали предприемачи. Не сакам сега да спомнувам имиња, нели да не испадне реклама и така натаму. Ама на вистина имаме кои што мала фирма почнала од ништо некаде во Виница, направила бум во 30 држави, извезува производ, ама тоа се бројат на прсти. Ние немаме самодоверба, не веруваме во себе и ние не сме асертивни. Предприемачите во Македонија премногу се покоруваат на политичарите. Што е тоа? Па, ако јас гледам дека мене политиката ми смета, а можам, ако политиката малце ме остави на рад, да направам повеќе, па ќе најдам начин во комори, во асоциации на менаџери, во ваму таму, малце поасертивно да седнам, да преговарам со таа влада, да кажам дека ние сме партнери. Па и на владата одговара Македонија да има извоз во Љубљана, да има извоз во Австрија, да има извоз во Португалија. На тој начин ние уствари предонесуваме и со нови работни места, и со GDP, профит, даноци и така натаму. Малце сакам тука да удрам критика и врз предприемачите. Можеби тука е крива и самата комора, не знам. Ништо не направила. Ништо е тежок збор. Малку направила. Немаме асертивност. Премногу чекаме, предприемачите чекаат некој друг да не најде работа. Тоа е за мене лузерска варијанта. Да не влегувам во полето на господин Сем Вакнин, кој што многу интензивно го учам и студирам и многу учам од него. Тој ги двои предприемачите, односно воопшто бизнисот на луѓе кои што се влезени со внатрешен локус на контрола и надворешен локус на контрола. Ако вие од внатре немате лична иницијатива и лична визија кај треба да ви оди бизнисот, не може влада да ви помага. Владата може да створи амбиент. Во Македонија таа асертивност фали во предприемништвото. За разлика од соседните земји. Да погледнете, ние имаме еден куп албански фирми кои што се присутни во Македонија. На прсти се бројат македонските присутни фирми што се присутни во Приштина и во Тирана зборувам. Кај што еве го каде и кај што можеме реално таму конкурентни можеме да не сме присутни. Кој не ограничува, кој ни пречи за тоа?
Но и самата влада со тоа што е премногу интервенционистичка, ги гуши иницијативите. Јас кога зборам дали е бурекчија, дали е некој кој што е индустријалец, они се плашат од владата. Они во владата гледат тутор, не гледат партнер. Кај нас е херој некој кој што ќе збори лошо за владата или за опозицијата, а не е херој некој кој што ќе отвори 2 нови работни места. Ние на бурекчијата му викаме само ако не е вработен, ако не си го осигурал тој што вчера ја отвори бурекчија. 20.000 евра ќе ти наплатиме казна. Каде е тука партнерскиот однос на владата? Владата како на предприемачите однапред гледа како на криминалци. Не гледа на криминалец овој што е во администрацијата, кој што е крлеж во општеството, а гледа на криминалец оној што сака да отвори бурекчилници да се вработи тој и сопругата. Ние веднаш му приоѓаме преку инспекторите како да е криминалец. А всушност инспекторот е помере криминалецот. Зошто? Па лежи на грбот на стопанството. Тоа е крлежот во општеството. И сега владата него го негува, за сметка ние си го сечеме гранчето на кое што седиме. Херој во Република Македонија во 25 години никош не бил предприемач. Тоа е тој амбиент што ни фали. Тука нема врска тоа со ВМРО и со СДС. Тоа има врска со мајндсетот. На нас ни треба едукација на тоа поле. Сем. По политиката, сега се наоѓаме во политичка криза. Тоа беше основата за која што почнеме да говориме. Ќе дојдеме и до глобалната економија, веројатно како една од можните излези, но пред до тоа како меѓу прашања имаме еден сектор на прашања кои што се однесуваат на следново. Значи во политиката постојат меѓународни организации кои што сакаат да ја помогнат, да речеме, државата што се наоѓа во криза, на начин или ќе кажнат или ќе потикнуваат. Дали е тоа НАТО, пак има услови кои што треба да ги исполниш, или Европската унија кои што има копенхашки критериуми, или има начини на санкции политички. Кога сме оваква криза, почнуваат да се навестуваат и економски, да речеме. Светска банка најави запирање на траншата што се однесува на општинските развојот на општините, како една од мерките. Па сега тука има мерки кои што се однесуваат на цел народ или мерки кои што ќе бидат превземени на одредени категории на граѓани луѓе. Значи, дали постојат такви меѓународни финансиски институции кои што може да играат улога на казна или награда за да ја поттигнат државата да излезе од криза? Значи, како што споменав во претходното објаснување, пристапот на Македонија до меѓународните институции ги вклучуваат меѓународните организации, меѓународната банка, светските банка и така натаму. Овие се нешта кои што се целосно, како што споменав, до одреден степен политицизирани. Тоа геополитичката поставеност на меѓународната светска, Европската инвестициска банка и така натаму, тие даваат средства или заеми заради две причини. Затоа што земјата има капацитет да може да ги врати средствата на кредиторите, ви даваат пари, затоа што вие треба да ги вратите на западните банки. Како што ситуацијата во Грција, 95% кои што Грција ги доби, веднаш автоматски заминаа до странските банки. Тоа е причина број 1. Причина број 2 е кога сакаат да зајакнат, да дадат поддршка на цивилното општество. Разновидни проекти, инфраструктурни проекти, тоа е она што го работи Светската банка. Многу работи кои што се имаат социјална природа, односно социјален аспект. А постојат институции кои што ви даваат пари да може да ги вратите парите на западните банки, на кредиторите, и оние кои што ви даваат пари како земја за да може да ги разработите социјалните проектите со социјална вредност. Кога Груевски дојде на власт во Македонија, она што направи во првиот период од две години, ги врати средствата, го врати долгот на Светска банка, потоа откако си зема 150.000 дополнителни, но генерално се ослободи од можноста да се врши притисок врз Македонија. Мислам дека тоа го направи затоа што беше сведок, а јас бев сведок, како Светската банка поттикнуваат
потикнуваат пуч против Георгиевски. Значи тоа беше типично влијание. Свесен за ова, ја намали зависноста на Македонија кон овие меѓународни институции, за разлика од Грција, кој што не го направи тоа, за разлика од Грција, Значи, нито една финансиска институција во светот денес не може да направи било каква штета на Македонија на било кој начин, освен што не и даваат пари. Но генералното финансирање кој што доаѓа од овие организации, доколку се стави заедно, е помалку од 2% од приходот. Зашто доколку и утре прекинат да даваат пари, штетата нема ни да се почувствува. Нема да имаат морков на крајот од стапот и нема да може да влијаат. Не. Бидејќи некои аналитичари велат дека сите мултилатерални. Вие на почетокот рековте дека тогаш банките, владата ќе бара пари од домашните банки. Тоа е нешто сосема друго. Тоа се европски обврзници. Институтот на овие финансиски институции. Европските обврзници имаат пристап. Значи не може да кажеме европски обврзници за европските граѓани, туку исто е ситуацијата со Македонија. Не мора да ги слушаат државите. Но Светската банка и овие организации се мултилатерални организации, не се комерцијални. Доколку сите тие на мултилатерално ниво прекина да финансираат Македонија, нема да има никаква штета, ниту на државата, ниту на граѓаните и слично. Банки не го прават тоа, а можат тие да го прават тоа заради некој политички. Да, но тоа се политички причини. Заради кредиторниот рейтинг на Македонија и ситуацијата комерцијални се. Тие даваат кредити на сите. Али зошто би паднал кредитниот рейтинг ако е економски способна било која влада да ги враќа на време да ги сервисира долговите? Значи, станува збор за голема компонента, а тоа е ризикот. Значи, доколку имате нефункционирање на државата, на владата, колабирање, нелојална опозиција, сето тоа, доколку се стави на едно место, тогаш изгледа дека во оваа земја никој не може да потврди дека ќе биде способна да ги врати заемите, ниту пак да ви издаде еврообврзници, ниту пак кредити, така натаму. Нема да позаемат од нив, туку ќе позаемат од комерцијална банка. Комерцијална банка не и требаат пари за да не може да даде пари на Витанов или на луѓево кои што сакаат да отворат бизнис или додатно одмор. Затоа што парите остануваат од стопанство, одат во потребите на владата. И тогаш имаме сериозен проблем. Витанов, психологијата е важен сегмент, ми се чини, во економијата, особено во потрошувачката, граѓаните. Не знам каков е соодносот на развојот меѓу оваа потрошувачка граѓаните, колку во реалната економија, во бизнис секторот, но граѓаните почнуваат да чувствуваат ова што сите го говора, па дури власта дека почнува да се чувствува економската криза заради политичката криза. И граѓаните, имајќи го искуството досега со банките кои што продефилираа низ Македонија и низ регионот со високи камати, мали камати, многу средства останаа заробени, многу судбини на граѓани не можат ни се споредат каква трагедија доживеава. И сега се многу сензибилни. На секоја политичка криза реагираат со страв за нивните влогови, штедни влогови, да не говориме за економските субјекти. Сем рече дека се уште е рано, меѓутоа мала паника, мало раздвижување меѓу граѓаните се чувствува и почнуваат да прашуваат. Поменуваат шниците, сакаат да купуваат девизи, купуваат сефови, сметајќи дека тоа по-безбедно на што штедење во прашуваат во која валута да штедат. Во која валута да штедат, каде. Банкарите смируваат, веројатно се уште е рано за тоа, но оние што се изгореле од млеко почнуваат да дуваат и во јогурт. Тоа што мене ме плаши е што јас овие денови видов и неколку обиди на политичари, не е битно од кои опции, каде што се обидуваат да долеат масло на огинот и да направат паника. И јас би сакал да апелирам да не подлегнуваат многу граѓаните на тие такви подметнувања, меѓутоа тоа што сакам овде да го потенцирам кај граѓаните да не они многу размислуваат за штедење во банки. Јас лично тоа не го оправдувам. Значи,
кога парата ние ја штедиме во банка, ние го избегнуваме обртот. Сега да не зборуваме за тоа. Каматите се минимални, мислам, тоа воопшто. Значи, тоа значи дека ние немаме идеи. Пасивно штедење. Тоа значи дека ние сме комплетно инертни луѓе кои што си го живуркаме животот, кои што не знаеме што со себе, немаме визија, немаме планови во животот, не сме живи. Као биороботи сме, као да вегетираме. Па греота е која јас имам 10.000 евра вишок пари, а многу граѓани во Република, многу семејства ги имаат од икс причини тие 10.000 евра. Тоа е за мене зиен према моите деца, јас тие пари да ги ставам во банки и да ги орочам. Ама као сигурни се. Ама тоа значи дека јас сум во себе несигурен. Тоа значи дека јас не знам што со себе. А што да правам таму? Да ги инвестирам во фондови, во било што. На берза, Денески јас не сакам да држам, јас држам обуки за тоа, нека дојдат на моите обуки и тоа бесплатно ги држам, нели сам мала шал. Ама за мене е тоа греота. Граѓаните се многу уплашени. Вие кога имате страв, не може економија да се развие кога имате страв. Мора малце ние као нација да покажеме храброст и самодоверба. И малце повеќе знаење. Мора малце да инвестираат они во лично знаење луѓето. Остајте ја сега владата. Владите во Македонија прават грешки 25 години. Никој не е идеален. Ама прво да се прашаме што ние као домаќини правиме. И зошто јас да зависам само од владите, само од опозицијата, дали ќе ме спаси овој, дали ќе ми направи добро. Што јас правам за себе? Кое ново знаење јас сум го стекнал во моите последните 6 месеци? Која нова визија за себе јас имам? Која иницијатива ја покрем? Која надеж сум си ја дал самиот на себе? Немој да ми кажете дека нема. Сега со овие мали апаратчиња ние сме поврзани со цела планета. Сите сме на интернет. Зошто да се ограничам само на економијата во Струмица, јас како струмичанец? Јас ни до Петрич не гледам како струмичанец. Зошто да не гледам Филипини што прави? Сега на интернет можам што сакам да правам. Ни фали малку храброст, ни фали малку здружување, ни фали иницијатива. Предприемчивиот дух во Македонија го нема. А посебно во услови на криза, па што друго им останало на граѓаните освен да си ги земат, да се засукат ракавите. Малце самокритично да погледнеме. Јас не очекувам мене Груевски да ми помогне. Како може Груевски повеќе да ми помогне од самиот што се? Кои моите деца повеќе ги сака? Груевски или јас? Кои моите деца повеќе ги сака? Заев или јас? Што јас правам? Прашај се граѓаните малку да се прават што тие прават за себе. Тоа Витанов, тоа е многу сериозно го кажам. Не, ова многу сериозно го кажам. Погледнете го регионот. Немаме такви предмети што децата ги учат на предприемаштво. Тоа е значи па значи пак самите сме криви. I think you have three problems if I can. Ма да. Можам, I think there are three big problems. Има три големи проблеми. Има многу предприемништво околу во Косово, во Албанија, наоколу има експлозија на предприемништво. Сите се обидуваат и работа, дури и во Грција. Зошто Македонија осамена во овој процес? Мислам дека има три проблеми на причини на кои што помислувам сега. Владата е толку голема што е најголемата клима. Значи сите се насочуваат кон нив, кон најголемиот клиент. Владата е најголем клиент, кога се насочам кон нив, како да ги задоволам неговите потреби, неговите барања, како да земам пари од нив, како да се работувам со нив и не размислуваат за ништо друго. Тоа е еден голем слон кој што околу 53% од буџетот. Значи преголема држава. Второ, кој што сметаме е менталитетот. Зоран го спомена недостатокот на асертивност. Луѓе во меѓусебно се доста љубоморни, постои љубомора и инает. Не се задоволни кога некој заработува пари, не го поттикнувате, не му давате поддршка, туку сосема спротивно се обидувате да го уништите, да го цимнете под вас. Значи, колку повеќе планови ви растат, вие ги сечете. Знаете, тоа е многу лош менталитет кој што не треба да се поттикнува. И мислам дека третиот систем е банкарскиот систем. За да се биде предприемник во една земја каде што не можете да земете кредит во некоја форма, сега постојат некои одредени опции, но до пред неколку години немаше опции. Кога одите во банка и не ви даваат кредит, кога им дадат на пивара или на
Значи, единствена опција ви беше владата, значи немаше кредит кој што ќе можеше, основен кредитен систем кој што ќе ви помогнеше, значи за да имате дом, да имате куќа, па дури и за вашата баба. Значи станува збор за еден систем кој што треба да го поттикне предприемништвото. Владата се обиде да направи нешто од тој иновацијскиот фонд. Морам да кажам дека ова влада е многу пријателски насочена кон бизнисите и кон предприемништвото, но сметам дека фокусот е премногу кон странците, кон директните странски инвестиции наместо кон домашните. Но сметам дека ова се трите проблеми. Голема влада, многу лош менталитет, кој што е насочен против успехот, љубомора, завист и недостаток на финансии. Значи, банкарскиот систем кој што не си ја врши својата работа. Согласувам се тоа. Кога зборуваме за огромната влада, нели, воопшто администрацијата, не само владата, мислам дека е крајно време ние да направиме еден економски консензус. И треба да повлечеме некои црвени линии кај што треба да се договориме, нели, опозицијата и власта и бизнис секторот, дека на следните избори треба да си ветиме дека, ама по дефолт, 100.000 луѓе треба да ги отпуштиме од буџетот. Значи, мора малце да го растеретиме. Ма нека се гласачи. Крајно време е ние да не се лажеме себе. Ние и ВМРО и СДС им ветуваат дека кога ќе дојдеме ние нашите ќе ги вработиме. Не треба да им ветиме ние дека ќе ги вработиме, треба да им ветиме дека им створиме амбиент, они сами се најдат работа. Зашто некој да признае дека не го бива и дека треба некој друг да го вработи? Па за мене тоа голем срам некој да ми каже ќе те вработам особено за 40 лева. Па зашто? Здрав човек, прав. Пукам од здравје, две раце. Зашто да, значи ни фали предприемчивост и ни фали искреност. Ниту ВМРО, ниту СДС не се искрени со граѓаните. Ние имаме посебно ДУИ, по мен тоа е најголемиот паразит во општеството. ДУИ вработува луѓе и на таа програма добива избори, тоа е лудело, ние живееме во санаториум, јас кога го гледам тоа. Затоа што ќе им дава плата од буџетот да седат дома. И внимавајте сега колку се предприемачите, ќе се изразам многу не културно, мутави, плаќаат данок, работат, се задолжуваат, кредити плаќаат за да плаќат идиоти кои што се неспособни за ништо друго да седат дома и да земат плата, оти се партиски гласачи. И сите ние тоа молческо му го прифаќаме. Погледнете во собственик, инвестирал во ова. Што е он должен? Он треба да ги врати тие пари. Што е должен паразити да плаќа? Абе дај се погледнеме во очи да си кажеме. И ние ги гласаме тие паразити зашто оти јас се надевам дека моето дете ќе го вработат да си го направам паразит, а не сум свесен. Ние сме мрзлив народ. И мораме тоа да си го признаеме. Ние мора да им кажеме на луѓето. Премногу сте критични за македонскиот народ. Ама погледнете што сте. Но... Замислете во Норвешка, Норвешка е малце побогата од Македонија. Дозволите. Норвешка е малце побогата од Македонија. Замислете во Норвешка да дојде партија на власт со сето тоа малце поголемо богатство што ги имат од нас и да кажат не се секирајте, гласате за нас, ќе вработиме у државни институции и не мора да работите првите 3 години. Ќе ви даваме плата. Колку гласови ќе добие тој политичар? Софтверот ни е дефектен. Ние имаме погрешни апликации инсталирано и 20 години на нас ВМРО и СДС не инсталираат погрешни апликации. Ако не се разбудиме сега, ние не можеме никош повеќе да се разбудиме. Оти потоа и да се разбудиме, ќе бидеме анемични, ќе немаме крв, ќе немаме сила за тоа да го покренеме. If you want something positive, because too much negativity. Тоа предупредува, не е негативно. Да, борете, но тоа е ситуацијата. Јас ви мислам добро, вие мислите добро, и вие и јас имаме слободно држиме предавања, бесплатни предавања кои што се отворени. Но она што можам да го кажам е Македонија е богата со ресурси и всушност постојат многу интересни бизнес идеи кои што постојат на вистина, кои што се луѓе кои што се создадени и имаат она психолошка матрица да бидат предприемници. Надворешните влијанија и делумно менталитетот се оние кои што ги попречуваат. И пред се факт е дека во нормалните земји економијата е влада, во оваа земја владата е економија. Добра поента во вториот дел од разговорот.
Одиме со уште еден блок реклами, а потоа продолжуваме со Сен Вакнин и Зоран Витанов за економските перформанси и за движењето. Значи, важен сегмент, веројатно е предприемаштвото, иницијативноста кај македонските граѓани и можноста на сите идни бизнисмени или оние кои што сакаат да се занимаваат со бизнис или, како што вели Витанов, оние што имат барем малку средства да најдат начин како да ги вложат, а да не очекуваат само минимална камата од банките, бидејќи наводно тоа се сигурни пари, се покаже дека и тоа не мора да значи дека е така и дека треба малку да се глобализираме, значи да го глобализираме пазарот во рамки некој глобален маркет, глобално движење на пазарот. Како стојат таму работите? Дали Македонија е дел или парче од тој глобален пазар или допрва фаќа приклучок кон ова? I'm laughing because luckily for Macedonia Смејам затоа што среќа што Македонија не беше дел од глобалната економија. Да, не заради тоа, токму заради ова, банкарскиот систем е во многу подобра состојба отколку оној во Австрија. Чудно е, но во Македонија многу луѓе од Македонија, од комерцијална стопанска банка, еве на пример од комерцијална ги извадија парите ги ставија во австријска. По сите анализи и кои што се направени, комерцијална е многу подобра од австријската. Доколку се мери вредноста и способноста на овие банки, значи го ја проучува комерцијална, затоа ја споменувам. Да, сметам дека и другите банки, Тутунска или така натаму се подобри. Комерцијална е во собственост на меѓународна структура, но комерцијална, на пример, во споредба со австриската е многу подобра. Значи, повеќето од своите активности е во депозити и е активна во споредба со австриската банка, затоа што не сте дел од глобалната економија, ја избегнавте банкарската криза, економската криза и така натаму. Тоа е едно големо, иако чудно, но сепак е многу добро. Значи ги избегнавте овие проблеми затоа што бевте многу бавни да се интегрирате во глобалниот систем и треба да се следат одредени трендови. Глобалната економија има многу проблеми, има 6 или 7 проблеми кои што би можеле да ги споменам, но јас би се фокусирал на 4 од нив. Ќе бидам доста краток. Прво, проблем број 1. Од околу стотица други е промената од запад кон исток. Целиот просперитет и раст на западот последниве 40 години беше заснован на средната класа. Не многу богатите, но не многу сиромашните, туку средната класа. Овие луѓе од средната класа конзумираат, инвестираат, купуваат куќи, акции, тие беа моторот на економијата, како на пример ситуацијата со Соединетите Американски држави. Она што се случи во последниве 10 години е средната класа на западот одумира. Целосно одумира. Имајќи во предвид дека во Соединетите Американски држави 20, а некои велат и 30.000 луѓе од средна класа преминале во сиромашна куќа. Значи 10.000 куќи на годишно ниво се конфискуваат. Значи средната класа одумира, но одумира на западот. Доаѓа во средниот исток. 3 билиони луѓе ќе бидат додадени кон средната класа во Индија, во Кина, Филипините, 3.000, вклучувајќи и Африка, ќе бидат додадени во средната класа на луѓе кои што ќе порасне во било кој од овие земји, вклучувајќи и Македонија, затоа што се создава средната класа. Замислете економијата во која што на источните земји средната класа расте за разлика од западна. Она што го имавте до пред некоја година под комунизмот, сите беа во средна класа. Потоа одумре и запре. Сега започнувате
да имате приход во однос на квалитетот. Имате одреден мал број на луѓе кои што се многу богати, но имате и средна класа која што е во пораст. Во слична позиција сте и како Кина. Луѓето велат дека да, Кина има многу градови организирана. Кризата во Кина е резултат на отвореност. Само 53% од Кина живеат во градовите. Значи не е урбана. Урбаните земји се практично 70-80%. Тоа е рурална земја. Тоа би значило дека во Кина само што се формира средната класа, исто како во Македонија. Само што се формира. Заедно средната класа, во средната класа луѓето имаат одредена организираност. Пред Скопје пред 3-40 години имаше 70.000, сега имаме 600.000 луѓе. Значи преминуваат, ги напуштаат селата и доаѓаат да живеат во градовите. Ова реструктурирање се случува во незападните земји, а спротивниот процес е во западните земји. Градовите се намалуваат, средната класа се намалува. Проблем број 2 е нееднаквоста. Многу луѓе стануваат особено богати и голем број на луѓе стануваат многу сиромашни. Само 2% во САД од луѓето користат 60% од финансиите на годишно ниво. 0,1% контролираат 30%. Тоа е нешто што никогаш не се случило според податоците кои што го имаме. Ова создава големи социјални немери. Кога имаме социјални немери, имаме намалување на консумција на потрошувачката. Кога се намалува потрошувачката, нема инвестиции и тоа е еден обратен процес кој што има негативно влијание. Проблем број 3 е финансискиот сектор кој што престанал да функционира. Позајмува пари само на влада, како што гледаме во Европа. Кризата во еврозоната се случи затоа што банките во Европа не позајмија, не дадоа пари и кредити на бизнисите, туку на владите на Грција и така натаму. Ова е дисфункционирање на банкарскиот систем кој што не финансира потрошувачка, бизниси и така натаму, хипотеки, не прави ништо освен што дава пари на владата и владите. Значи колапс на финансискиот сектор. Да. Демонетизирање на одстранување недостаток на кредитирање. И проблем број 4 е технологијата. Технологијата која што е направена ги прави луѓето да бидат помокни и поспособни. Значи можам да направам нешто сега, можам да направам нешто што пред 20 години ми требаше голема канцеларија, опрема и така натаму. Технологијата ме зајакна, но иако технологијата ми помогна да станам помокен и посилен, нема можност да ја користам оваа моќ. Пазарот исчезна. Финансирањето, моето финансирање исчезна. Мојата влада работи за богатите луѓе. Значи тоа е еден обратен процес. Имаше парадокс, се создаде парадокс, одредени индивидуи стана се повеќе богати со повеќе инвестиции, предприемништво, предприемнички дух, идеи и така натаму, иако се друго исчезнува. Значи пазарот исчезна затоа што имаше криза, владата исчезна затоа што работи за богатите луѓе. Банките не ми даваат пари. Не можам да ги имплементирам моите бизнис идеи. Ова создаде многу фрустрации и бес. Западот ќе експлодира. Социјални немири, може би и Француска револуција. А истокот создава една голема гигантска структура, значи станува збор за еден мотор, една огромна промена кон исток. Уште еден блок реклами, како што разбрав, а потоа имаме еден завршен говор пред да затвориме со емисијата. Еве не повторно во студиото на ТВ Нова. Витанов, говоревте критички кон граѓаните кои што може би имаат идеи, но се пасивни, инертни, не сакаат да
размислуваат на начин како да ги мултиплицираат и тие малку или некоја сума на средства што ги имаат, надевајќи се на банките. Рековме дека вината е двојна и до самите граѓани, менталитет и така натаму, неедуцираност, тоа и дека владата на некој начин како голем послодавец постојано не тера да се вртат и сите бизнисмени кон власта. Таа ги дава главно бизнисите. Па сепак, дали има избор македонскиот граѓанин, оваа средна класа за која што говори Вакнин, која што сака да се снајде во општеството, не сака многу да отвара бизниси, бидејќи тоа тешко на некој начин. Фирма дури да отвориш, па треба да работиш, да вработуваш луѓе, иако има и бенефиции од таму. Како може да ги инвестира парите? Нели сме малку клаустрофобични тука во Македонија? Берзата се регионализираше дури сега. Да. Дали тоа добро или нема? Прво што да еден граѓанин од средната класа му текнува тоа да седам дома и некако друг да ми ги врти парите. Вака, јас пак ќе се вратам на мајндсетот. Ние, значи, не сме храбри. Тоа е основниот наш проблем. Премногу сме уплашени. И таа ова што вие за пари или без пари го правите како советници. Без пари го правиме. Зошто во сите реформи на образованието, ние сме 25 години капитализам, се тепава двете партии кое образование да влезе во дали ќе учиме англиски, албански или религија, ние да не се потруди да го внесе бизнис предприемаштвото како предмет, бидејќи ние не сме више социализам. Што мислите, зошто? Еве, јас имам свој одговор. Па на оној кој што веќе има капитал, оној кој што владее. Јас мислам дека господинот Вакнин малце ја допре таа тема кога кажа владите сега се во служба на богатите. Мислите дека на богатите им требаат храбри и предприемчиви луѓе? Конкуренција? Па он сам ќе си направи конкуренција. На богатите им треба систем на образование кој што тебе ќе те стави комплетно во кафес, кој што комплетно ќе те исплаши, кој што комплетно ќе те направи зависен. Но тоа е краткорочно. Не е краткорочно. Напротив, ти кога си државата ќе стагнира. Еве да ви кажам. Потрошувачи таа средна класа за кој што говори Вакнин, најголеми потрошувачи за средната класа. Не, ама вака. Ако јас сакам да отворам бизнис и сакам тебе да те вработам, сакам да дам висока плата или ниска плата? Ниска. Нели е логично да те уплашам и да те кажам дека не те бива и треба фала да ми кажеш што сме вработал за 300 евра, оти надвор чека 30 души што за 290 ќе се вработат. Да, тоа е а на границата со Грција има сиријци кои што исто така се добри како тебе, за 150 ќе те вработат. И ти што правиш? Доброволно си ја спушташ цената. Зошто? Оти системот на образование те едуцирал ти да чекаш. Така? И не само тоа, ние сега што имаме евалуација, нели учителката ме оценува, па сега имам и екстерна евалуација. Јас секојаш треба на друг да му докажам дека јас сум добар. Па тоа мене што ме дресира? Тоа ме дресира да бидам зависен, покорен, скромен во очекувањата и прифаќам во психологијата моја внатрешна, прифаќам дека сум неспособен. Тоа го прави системот на образование. И згора на тоа, нашите професори се толку ниско платени, што он дома не може крај со крај да врзе. А еве психолог, експерт светски нека каже, можеби грешам, не можеш да даеш нешто што немаш. И сега, ако професорот живее со 300 евра, со 500 евра плат, тој може да дае знаење и тој ги индуцира психолошки учениците дека 500 евра е врвот. Не може да даеш нешто што немаш. Но ние не можеме сите да имаме фирми. Ама не се работи за фирми. Не да отвараме фирми, секој професор, наставник, забари, лекар. Не се работи за фирма, ама може да имам повисока цел во животот. Мене во Македонија, ако кажам дека сакам на 25 години да сум врвен архитект, со 10 вработени архитекти, со свое архитектско консалтинг студио, моите соученици и моите професори ќе ме исмеат дека сум нереален и дека сум надвор од реалност. Значи, ние живееме во таква средина. Јас за тоа зборам. На нас не треба сериозно коренито менување на системот на образование. И да ви кажам, па на нас терорист ни беше министер за образование. Како мислиш? Па терорист, господинот Абдулаки Мадеми, дојде на властот, имаше пушка во рак. И се каква порака праќаме ние на нашите студенти? И дури ние одевме на тоа, јас слушав изјави од партијата кај што е господинот Абдулаки Мадеми, па ако ставиме интелектуалец, вика нема да добиеме гласови. Па јас кажувам дека сите ние имаме перверзни критериуми на вредност. Значи ние мораме да тргнеме од себе, не да тргнеме од другиот. Мене не ми е крив Али Ахмети и Груевски. Мене ми е крив личниот критериум што ваквите ги гласам.
Треба да го едуцираме народ. Само уште едно прашање, завршувам и добивам сигнали дека времето не истече, веројатно треба да се подготвим и за вестите. Уште еднаш кога ќе се вратам на психологијата со која што почнавте, само во една реченица, дали има место за паника или не кај македонските граѓани? Не, за паника не. Далеко од паника. Фала Богу, значи да не звучиме толку. Јас само сакам да вознемирам да размислуваат лично да направат друго, граѓани. но сега нема простор за апсолутно мислам дека дури напротив, малку вештачки се создава тоа. Се создава, јас тоа апелирав да внимаваат граѓаните да се останат смирени, зашто некој намерно сака тоа да го направи. Благодарам што You have good banking system, you have добар банкарски систем, имаме инфраструктура, финансиска инфраструктура, се е безбедно. Сметам дека нема место за паника. Значи, да се најде решение за кризата, бидејќи допрва последиците ќе се чувствуваат уште дури напротив, јас кажувам дека во услови на такви како што се сега најголеми се шансите. Од еве да се изразам пак, дели јас како земјоделско дете секој земјоделски примери дам. Најубави услови за раст има таму кај што има ѓубриво и трулеш. Така. Значи, така е. И сега кога изгниело се, сега има шанси лидери нови да се појават, нови, зашто нема избор. Една марксистичка теорија, во пазувите на старото се раѓа ново. Точно така е, да. Ви благодарам што бевте гости во твоето студио. Благодарам и на вас. А вам почитувани гледачи на вниманието.